македонци, ве поздравувам сите и сум исклучително среќен и радосен што сум денеска со вас. Македонецот го има секаде. Јас се чудев кога дојдоа првите на месец што не најдоа таму некој наш човек. И никој не може да не уништи. Меѓутоа мораме да бидеме свесни дека не прифаќаат, дека се прави се да не избишат како народ, меѓутоа ние сме како нешто неуништиво и повторно како фениксот ќе се вратиме на меѓународната сцена. Така беше и по Втората светска војна, бидејќи се сметаше дека со Букурешкиот договор, со Балканските војни, со Првата светска војна, дека македонците се веќе избришани, дека македонското прашање е затворено. Тоа не е точно. Вие живеете како лојални граѓани на Бугарија и така треба да се однесувате. Меѓутоа нема никакво оправдување што тука не уживате никакви национални и малцински права. Тоа е срам не само за Бугарија, него и за Европската унија. Продолжете ги со вашите напори и на крајот секогаш правдата победува. Не заборавајте дека иако нашата матична држава Македонија ништо или многу малку направи за нас, таа денеска е под силен притисок да го збришат и македонскиот народ во целина. И да знаете, причината, една од главните причини зашто е така, е тоа што ова ваша држава, членка на Европската унија, не прифаќа како малцинство, како луѓе кои тука живеете со векови. И како е најлесно тоа да се вие анулирате, да се поништите, да се избришите како малцинство, најлесно е да се избриши македонскиот народ, вашата матична држава. Меѓутоа, велам, минуваме низ еден трагичен период, минуваме низ цели харидби кои се катастрофални, незамисливи, историски неповторливи можеби, меѓутоа ние ќе излеземе како победници. Никој не може да го уништи македонскиот народ, нити било така со векови, нити ќе биде ни денеска. Затоа ви посакувам да издржите во вашата борба за правата кои универзално ви припаѓаат, а ние ќе се бориме во нашата држава да не го уништат македонизмот, иако се прави векеве веднаш после распадот на Југославија, кога беше прокламирана независна македонска држава, да не избришат, да не тргнат од меѓународната сцена сите потези кои беа направени против македонскиот народ. Вие ги знаете многу добро. Сепак преживеавме и ќе преживееме. Македонија ќе победи, Македонија ќе успее и вие ќе ги добиете на крајот вашите права, бидејќи ова што сега се случува мора да се исправи и решението на сите малцински права на Балканот, вклучувајќи во Македонија и во Бугарија, може да се прави само на реципрочна основа. Ако има бугари во Македонија, не може да нема македонци во Бугарија. Затоа продолжите со вашата борба, ние ќе продолжиме во Македонија да се бориме да не го затварат македонското прашање, да не го уништуваат македонизмот и ви уверувам дека ќе победиме. Трагите ќе бидат тешки, трагите ќе бидат дабоки, али нашата перспектива е светла и македонецот не може никој да го уништи. Победата е наша, да живее Македонија, да живеат македонците каде и да се. Ви благодарам за вниманието. И сега нека да приветстваме на сцената да изнесе слово Тихомир Стојановски. Мир вам! Еј, македонци! Македонио! Македонски земја, народ, култура, дух бесмртен, затоа што е пишан во словото живо, во новиот завет на Светото Писмо, кое не се брише, кое не се враќа празно. Тука сме да сведочиме, да бидеме светлина на светот, да бидеме поука за народите околу нас, да ги научиме како се љуби, како се пее, како се плаче, како се гине за подобар свет,
да има љубов меѓу народите, да ја почитуваме Божјата заповед на Семокниот Татко, да се љубиме еден со друг. Доаѓам во Пиринска Македонија да го отворам срцето и да порачам, браќа бугари, бугарски политичари, отворете ги срцата на колена пред Семокниот Бог, признајте ги македонците да живееме како браќа и пријатели. Вие немате надлежност да кажувате дали има или нема македонци. Еве ги овие луѓе, доаѓам со години тука, играјки си криенка миженка со службите, зарем ќе ми забраните да пеам, да се радувам, да зборувам. Исус Христос ме запишал, Семокниот Татко, кои сте вие, мракобесници, пазете да не станете борци против Бога. Татко мој, во името на Господ Исус Христос те молам да им ги отвориш срцата на бугарските политичари, да се покајат за злоделото што го правеле врз македонците, да ги признаат македонците, ние им простуваме, еден е судијата, да ги отвориме границите и да живееме како браќа и пријатели. Јас не велам дека нема бугари. Кој сака, нека биде што сака. Но не можеш да ми забраниш ти таму, од другата страна на љубовта Исусова, да ми кажеш дали нема или има македонци. Немаш таква власт. На крајот сите ќе застанеме пред Семокниот Бог. Македонија е жива, додека овие луѓе плачат, пеат, се радуваат, додека не има во Светото Писмо. Тука сме дојдени да бидеме светлина на светот. Македонија, македонци, благодатта Божја дадена на црквите македонски. Не се брише тоа. Македонија е една голема љубов. И ги повикуваме и грците, и бугарите, и албанците, и србите, и натостаните европејци. Дојдете во Македонија да научите како се љуби. Не да ни кажувате кои сме и што сме. Ние знаеме што сме. Македонци, Македонија, пишани во слово кое не се брише. Амин до Божјото царство небесно. Македонија до небесата. Амин! Господ ќе осветиме и така и тука и секаде. Од вие работи не треба да се плаше никоја држава. Тоа е на вечно право, тоа е задено од Господ. Од Христос рече, научете правда, оти правдата ослободува. Рече Христос още повеќе, јас сам правдата. И како православен народ, и бугарскиот, грчкиот, ако се вистински православни, вие заповедите на Христос треба да и прават дел. Не само на збор. Јас сакам да кажам, ние у Грција правиме друштво, невладина организација, регистрирана од судните, призната со името на нашиот делегечки дел Крстен Сирков. И денес работиме слободно, немаме никаква против. И кога отидоме у судот, не рекоја шо име во Крстен Сирков. Не го регистрираме, стоиме 2-3 години работиме. Затоа и Бугарија не треба да се плаша од овој клуб, денес што се наѓаме, што се отвара. Тој ќе покаже од и она вистина е една вистинска, европејска и демократска земја. Јас сакам да рекам, нашите македонци тука додат за напред, не се дошат, ќе успеат, ама со мирен начин секој, и Господ ќе благослови и ќе размислят и ќе му дадат правото и вистината. Да речемо, е истата како што идејата на Бугарскиот културен центар во Охрид и во Битол.
Што значи да можеме да контактираме македонците од трите дела на Македонија, разделена во 13 година со Пиринскиот, Егејскиот, од Албанија да можеме како македонци да контактираме меѓу себе. И да дојде до отворени граници да соработуваме на ниво на култура, на ниво на бизнис и тие работи. Тоа е мојата идеја. А защо е наречена с българския поет Никола Вапцаров? Јас имам модено и во други градови низ Бугарија. Сегде ми вика дека Вапцаров е македонец. И во Софија, и во Пловдив, и во сите градови, да речем, низ Бугарија е модено дека Вапцаров е македонец. Со македонска самостојност. На жителите на нашия град, Така. добре ли ще се приеме от тях? Па сега можеби истото се случува и во Македонија, како во Охрид, така и во Битола, така и во овде сигурно ќе се случува, че има негативни работи. А трябва ли това да се случва както в Ја мислам дека не треба да Не се треба, случува. наједноставно е да се Наједноставно признат македонците, да се отворат границите, да живееме како христијани. Бизнис, Признайте ги култура, луѓето, што им да брани. биде сето во ред. Да немаме некои задни намери Сега? од поминатата историја. Дека рано или късно македонците ќе добијат оние права што ги имат сите демократични држави. Ние имаме право на това. Целият живот ни е минал борби срещу оние които не сакат Македонија или ја сакат да ја преземат. Но ние ја сакаме нашата Македонија и не се срамуваме дека сме македонци. И ве молам, не се срамете никогаш. Това е за нас гордост. Бог да не благослови. Неговата земја Българија нарекал чужда земја. Сашто така тој е основал, говори за Македонија, Пирин, Вардар и Егеја. Ето вижте думите му. Това са негови думи и също така той е основател на македонски литературен кръжок, който се поставя за цел, Вашите ако приятели обичате. признават, че е български поет, вие не признавате. Това е явно Значи, лично. вие не ме слушате. Явно Той е това е македонец по лично- самосъзнание, лично който ваше пише на мнение. български. Това не е мое лично мнение. Това е мнение на колкото си искате Другите не историци. смятат такава. Кои не смятат? От сега говоря. Значи, вие не ме слушате. Той е български много поет, добре ви но е чувам. македонец по самосъзнание. 30 Това ви години казвам. ви слушаме. Значи, така 30 че, години моля ви ви се, слушаме. Очекувате проблеми овде? той е сака да Айде сега. Моля ти се, човека е прав. Мани настойко, малко си лежал в затвора. Почитувани гледачи, се наоѓаме во Македонскиот културен центар во Пиринска Македонија во Разлог. Значи не е тоа институција која од зграда вештачки направена нефункционална во политичките пранги, него нормална манифестација каде што ние можеме слободно, нели, во Пиринска Македонија да зборуваме за Македонија. Тоа не значи дека ги мразиме бугарите или велиме нема бугари или нема грци, нема албанци, нема срби. Ние велиме, ние сме македонци, ве љубиме сите. Ајдете бре луѓе, созрете, отворете ги срцата. И еве сега имам 20 тука луѓе, можеби се непостоечки, јас морам да ги пипнам, ова е Ристо Македонски и ова е Иван Палесто, мои драги пријатели, сме пееле со нив, сме пиеле ракија и вино, сме плачеле, сме се радувале, но никогаш нема да мразиме некој народ. И еве сега јас да ги прашам, има ли македонци овде во Разлог, каде сме ние? Во Пиринска Македонија. Има. Има, значи, и тоа за многу. Чекај да патам, Макар ова, че значи не, ова нереално нема македонци. Па вика, ох и македонци, няма македонци. Еве има и јас сум македонец. Дојден сум. Има. Значи има се. И тие се всички македонци, но самата власт ги гони, третира ги, плаши ги, одработа. Европска унија зборува. Европска унија одработа, плаши ги с работа. Како сега Европска унија зборуваме за култура без граници, да се обединиме, денешка нема македонци. И чисто по-скоро да ги е страх да излезе да кажат, че Бај Коца от Кремен, македонец по рождение Има, значи, македонци. и има, разбира се. Татко ми беше македонец, чичо ми ја не мога да сам нешто друго. Сум македонец.
така мина моя живот и кога бех на училище, средна школа, ме готвя за изключване от това се викаше ДКМС, Димитровски комунистически младежки съюз. Не можеш да прогресираш към друго, ако не си ДКМС. И ме беха обявили за изключване от училище. Проведе се събрание и днес, за съжаление, разбрах, че това съученик, който ме защити преди месец-два, си е отшъл от този свет. Бог да въпрос. Той излезе с мнение и изказване, че аз съм се повлиял от книги, че няма нищо лошо, че нищо не трябва да се прави лошо. И така той прекрати беседата. Ти си кажал дека си македонец, що им каже? Да, но той вика, оставете го, бе. Той така чете много книги. От дете е македонец. Той знае истината, но така да се оправдаваме. Но, така. Какво наблюдавам последно време? Аз бех голям симпатизант на президента Радев. 2 пъти съм давал своя глас за Радев. Но що станува с Радев последно време? Той не видя се, че не може да оправи икономиката на държавата и като не може го удари на национализъм. Така е по-лесно да найде друг виновен, да не е той. Интересното е какво кажа той за отношенията с Македония. Той каза така: в края на Втората световна война манастир Прохор Пчински е Аснум. България идва 9 септември. Но каза и друго, което нещо е много впечатляващо, че около тия дати в Македония са избити в концлагери точно 10 000 българи. Абе, ка ни е един повече, не е един по-малко. А па още по-фрапиращо, защо не кажа поне едно име? Да каже, това е българин от Македония и Госово Тепали. Това е говор на омразата. Това е буквална лъжа. Но българите му веруват и викат, ето, гледайте, македонците ги трепят българи. От тогава Радев ми е противен. Жалко, че съм дал 2 гласа за него. Я като македонец не го одобрявам. Те и другите македонци не го одобряват. Но ние, българите, му веруват. Викат, така. Така. В историята стават и такива работи. Викаше един наш съселянин, обикновен, обичен човек, че 2 криви бутат един прав. И се сетявам на неговите думи. 2 криви, кои са? Гръко и българин. Македонци я прави, ама го бутат. Това станува най-накрая. Жалко. Тя е заместничка на Радев. Тя беше обитала да открие културни център Ванче Михайлов. И след това говори по телевизията. Посрещнаха ни с обидни плакати.
плакати е напишено. И аз ги прочитах, защото я има македонска телевизия и го следех това. Там не пише нищо такова, което тя твърдеше, че е обидно. Там пише, че ръцете им са кървави. Кървави? То има причина. 7200 евреи са пратени от тия администратори. Атанас Кираков показа и фактурата. Български държавни железници. Те им е платено. Нали? Железниците да ги возят в Треблинка. От Треблинка никой еврей не се е върнал. Българите не искат да си го признаят това. А трябва. Нужно е, защото в Европа има разбирателство, но първо германците се извиниха за злумите, които са направили. Тук това не се получава. Намират оправдание, че така било, онака било. Друг случай, село Ваташа или Ваташа, не знам как е по-правилно. Ваташа. Избиват 12 младенци, а някои от них са били на по-малко години, малолетни. Защо са ги избили? Нема извинение за това. Поставят въпрос на Илияна Йотова. Защо България е осъдена 14 пъти в Страсбург за делата на Омо и Линден? Тя каза, защото за нарушение на човешки права. А нима това да отричаш македонеца и да го наричаш българин, не е ли нарушение на човешките права? Така е. Те не зачитат нашето мнение, как се ориентираме. Но показава по българска телевизия, че тя защитава български интерес. А нека каже и няколко думи за Ванче Михайлов. Хитлер унищожи много евреи, много славяни, много комунисти в тия пещи там с газ. Унищожаване на повече хора по хуманен уж начин. Но не е Хитлер измислил тия пещи. Измислил ги е Ванче Михайлов, когато той е властвал в село Дъбница, на около 10-15 км от Гоце Делчев. Той е осъждал кой да живее и кой да умира. Като обречените ги е фърлял в гореща пещ за леп. Жив човек, вързан, хвърлят го в пеща. В това време цигани и турци свирят зорни и тъпани, да не се за да заглушат писъците на умиращия. Това е Ванче Михайлов. В моята книга Петров в Кремен, внучка на наш съсед го разправи за дедо и как е отепан. Той не е отепан в пещ, а на друго место. И се питаме, разумният човек, кой е Ванче Михайлов? Кой му дал право той да суди? Той да преценява кой да живее и кой да мре. И те ке направят клуб бито на негово име. Вместо да се засрамят, той до някъде и македонските власти са виновни. Как се викаше това, което подпали? Ламбе. Ламбе дошъл от Америка. Да. И му ударил огино. И е правилно. Чекайте,
бугари, запрете себе, осъзнайте себе, какво сте правили, какви идиотии. Македония, Егейска Македония, Пиринска Македония. Тук са тъпани хората на место. Те не са окупатори, а са администратори. Бре. Финансиери, туристи. Та за това пас се наведувам на мисълта на нашия човек. Дваица криви бутат един прав. Това е. Да се живи всичко кој се. Ето дека во Пиринска Македонија, во село Кремен, денеска во состав на Република Бугарија, да отвориме неколку теми, неколку прашања, кои се суштински како ние да се однесуваме. Видете, ние имаме државна политика која не ги признава македонците. Има изгубено во Страсбург скоро 20 на судски процеси против македонците. Не ги регистрира здруженијата во Република Бугарија. Во Сандански неофицијално 300 интелектуалци подпишале декларација да не се забрануваат македонските организации во Бугарија, дека не се против Бугарија. И сите се викани дома со милиција во станица. Истиот случај го имаме кога Мојлин Демпирин собра 5000 подписи. И суштински и тие луѓе се викани дома за да се регистрира партијата. Добро утро, како сте? И тие упорно продолжуваат да негираат тоа. Нема македонски јазик, нема македонци. Знаете, тој е образовен систем кој ги учи дека нема македонци, кој ќе наполни дека 15-20 години. Тоа е Макијавели, една лага. Како може да има судски пресуди во Европа против Бугарија, од македонци во Бугарија, во Пиринска Македонија, да нема македонци. И ние имаме таков абсурд денеска. Образовен систем кој ги труе. Нема македонци, няма македонци. Ете, тоа е феномен. А другиот феномен е како ти сакаш да бидеш и бугарин, и тракиец, и аспарух, тајфата кубрат, откај дојден и од таму негда. И во исто време си словен, а во исто време сакаш да бидеш и македонец. Ете, не можеш да бидеш двајца, тој е суштински момент. Тоа е, ајде да не речеме, шизофренија. Мислиш дека си некој друг и на другиот да му велиш немаш, не постоиш. Ти можеш за себе да зборуваш. Ти се идентификуваш со некој друг. Тоа е веќе патолошки момент. Жал ми е што тоа се случува. Второ, дека нема таков јазик, нема македонски јазик. Сличен е проблемот и во Грција, во Егејска Македонија. Добро ми дојдовте, добро ве најдовме. Добро е што сме здрави и справени, што доаѓаме со чиста свест и совест и со отворени срца да се подсетиме на нашите прадедовци кои можеби имале повеќе сила, повеќе храброст во времињата во кои сакале да кажат дека можеме да останеме луѓе, можеме да се почитуваме едни со други, можеме да кажеме дека сме македонци, затоа што така не запишал и покрај сите негирања семокниот татко во живата книга, во словото кое не се брише, Светото писмо, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дела 15:14. Народ што ќе го прослави неговото име. Толку битки, толку крв е пролеана за Македонија, за македонскиот полуостров, од едната страна, од другата страна, од третата страна, од четвртата, страната на темнината, заповедта на Исуса Христа е љуби го својот ближен како самиот себе си. Можеме ли денес, браќа бугари, браќа грци,
браќа албанци, браќа срби на македонскиот полуостров, да се љубиме едни со други. Зарем не ја научивме лекцијата на нашите прадедовци? Толку крв е пролеана во македонскава земја, на македонскиот полуостров, за да покаже дека човекот треба да остане брат, да го љуби својот брат како себе си. Апостол Павле заспа пред оваа кресна, таму некаде кога почнуваше нашата цивилизација, кога дојде Исус Христос, Синот на земокниот Бог, да не научи да се љубиме, сонуваше сон. Апостол Павле, стани Павле, треба да работиш за Исуса Христа. Еве ги стиховите, Дела 16:9, живо слово Исусово, кое не се брише. Апостол Павле, ноќеска сонував еден сон. Пред мене стоеше еден човек, македонец, кој ме молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ни. И ние веднаш посакавме, разбравме и тргнавме за Македонија, вели апостол Павле, зашто Господ не повикал таму да го шириме светот Евангелие. И еве сме сега 2000 години овде, сите поделби, сите војни, Тројанската војна, првата балканска, втората балканска, третата, првата светска, втората, уште колку крв е потребна бугаринот да го признае македонецот. Те молиме, Господи Исусе Христе, да се отворат очите, срцата на бугарските политичари, да ги признаат македонците, да не ги делат браќата. Многу македонци живеат во Бугарија, го знаеме тоа, да не ги плашат луѓето, никој нема да ја украде Пирин планина и да ја однесе во Вардар. Ние зборуваме за срце, за љубов, како што ние ги признаваме бугарите и ги љубиме. Тие треба да ги признаат македонците, да се отворат границите, да живееме како браќа и пријатели. Истото се однесува и во Егејскиот дел, и во Албанија. Запнале и ргнале да ја земат Македонија. Македонија е на Исуса Христа, пишана во живото слово, Божиот катастер. Македонец е човек кој повикува кон Бог: дојди во Македонија и помогни ни. Господе Исусе Христе, и денеска овде во кресна, каде што нашите предци ја лееле крвта, верувајќи дека се борат за слобода, но нема да мразиме никого, повикувам: дојди во Македонија, дојди во Бугарија, дојди во Грција и во Албанија и во Србија, на целиот македонски полуостров, да се љубиме едни со други и да повикаме не за убивање, не за омраза, не за сатаната и смртта, да се љубиме едни со други. Но тоа значи да признаете што треба да признаете, тоа што Господ Всемогниот Татко го запишал: Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски. Има ли македонци? Има. Еве ги овие луѓе овде пред мене. Доаѓам тука со чисто срце да кажам и да речам: доста со омраза, признајте ги македонците, да ги отвориме границите, да живееме како христијани, од Кресна до Софија и Средец, до Тирана, Атина, Егејска Македонија, на целиот македонски полуостров, песни и ора и љубовта Исусова во нашите срца. Татко мој, те молиме да ги отвориш срцата на сите политичари на македонскиот полуостров, да не го пизмат народот, да не терат да се мразиме, да живееме како христијани, браќа и пријатели. Две земји пред да замине овој свет, ако ја читаме Библијата, ново небо и нова земја. Две земји, два сведока, никој не може да избрише. Тоа се Израел, кој има завет со Бог, и македонците, кои го повикаа Бог и Исуса Христа на македонскиот полуостров и цела Европа. Ете, затоа сме тука, затоа сме македонци, да бидеме светлина на светот, да го кренеме гласот
и да победиме со Христовата љубов. Бидете благословени, живи и здрави, силата Исусова со нас. Амин, до Божиот Царство Небесно. Гресна Македонија, со љубов кон сите. Амин. До амбасадата на Република Бугарија, амбасадор Желјаско Радуков. Сотрудници од Бугарија. На 25.4.2025 лето Исусово сум вратен од граничниот премин после Крива Паланка, Деве Бајер од страна на граничната полиција на Република Бугарија, дека сум безбедносна закана за државата Бугарија. Јас сум професор на Факултетот за драмски уметности, УКИМ, во Скопје, Универзитет Кирил и Методи, и одев на културен настан кај македонците во Мелник и мислам дека таа е таа културна закана. Вакви постапки само создаваат одбивност кај македонците за Бугарија, каде се дозволува негирање на македонското суштествување од ваша страна, а вие сте членови на Европскиот сојуз. Нели? А ако сме еден народ, зошто не негирате? Во Бугарија имам роднини и пријатели и не ги негирам бугарите, не велам нема бугари, нели идејата на Европа е култура без граници. Во овој случај за каква Бугарија станува збор? Бугарија која ја забранува културната комуникација и го забранува македонскиот народ. Како христијанин ве благословувам, Господ Исус Христос да ви намножи се според мерката на срцето. Да ви даде меко срце, да ги признаете македонците во Пиринска Македонија и на целиот македонски полуостров и да живееме како пријатели, браќа христијани. Ве советувам да ја укинете мојата забрана за влез во Пиринска Македонија, за да не станете борци против Исуса и да спечалите грев. Мир вам, Тихомир Стојановски, УКИМ Федеу Скопје, Театар Скрби утеха, 29.4.2025. Прости им, татко, не знаат што прават. Оставам се во твои раце, татко мој, силата Исусова со нас. Амин.